Поканите за упис на правачења се пратени согласно реонизацијата на местото на живење на детето. Распоредени се во сите 5 основни училишта во Кочани. Од училиштата информираат дека како стигнуваат поканите, родителите си ја вршат својата уврска и ги запишуваат децата во училиште, од каде им е пратена. Има исклучоци за децата кои мора да престојуваат во целодневната настава во основното училиште Никола Карев, па одредени деца се запишуваат таму заради обврските на родителите. Во основното училиште Малина Попиванова во тек се уписите на идните правачења за учебната 2015-2016 година. До овој момент се имаат јавено на упис 42 идни правачења со комплетна документација и почитување на терминот определен за упис од страна на родителите. Уписот трае до крајот на месец мај и очекуваме бројката да се зголеми. До сега имам испратено покани на 109 нови очекувани правачиња. По списокот од МВР, законски задолжителни обврзници се 86 ученици родени 2009 година. Учениците родени 2010 година, значи ние не сме должни како стручна служба да ги поканиме, доколку родителот чувствува обврска дека сака да го запише детето од овој септември да тргне на училиште, нека повелат во училиштето, ќе направиме упис. Како потребни документи за упис на правачињата се задолжителна потврда од примени вакцини, преглед на оралната празнина на учениците, извод на роденото дете, како и лична идентификација од родителите. Во основното училиште Свети Кирил и Методи на училиште треба да се запишат вкупно 103 деца. Во подрачното училиште во Подлог 18 и во село Бели 7 правачиња, информираше педагогот Даниела Ѓоргиева Атанасовска. Уписите официјално започнаа минатиот понеделник, а ќе траат до 18 мај, но од училиштата информираат дека доколку поради оправдани причини родителите не биле во можност да го запишат детето на училиште во предвидениот рок, ќе може да ги запишуваат не само во текот на мај, туку до самиот почеток на учебната година. И годинава постојат деца кои нема да го започнат образованието во кочанските училишта поради иселување во друга држава.